Jaz te ljubam, Isuse, za sekogaš mojto srce, ti naseli se, ti mi davaš sila ljubov, mi povedamo se, divo radost, kje ti slušam, ti si vnatre vo mene, divo radost, kje ti slušam, jaz te ljubam, Isuse, na kolena pred Isusa, i malo stado, rozljubeno, na kolena pred Isusa, i malo stado, rozljubovo, za sekoga, Isuse, na sekade, Isuse, za sekade, Isuse, za sekoga, Isuse. Kriste Bože, jaz te ljubam, Isuse, za sekogaš mojto srce, ti naseli se, ti mi daš sila ljubov, mi povedamo se, divo radost, kje ti slušam, ti si vnatre vo mene, divo radost, kje ti slušam, jaz te ljubam, Isuse, na kolena pred Isusa, ti malo stado, uzljubeno, na kolena pred Isusa, ti malo stado, Isusovo, za sekoga, Isuse, za sekogo, Isuse, na sekade, Isuse, za sekoga, Isuse. Slava ti, Gospode naš Tatko, ti treba nam da držaš od te sakamo, Gospod Isuse Hrisте. Ti благодари ме, те ljubim. Aha, денеske имаме два роден дена. Земни, иако ние ги знаеме, ги славиме Божиот небесниот роден ден, Марија од сотрудниците што слушаат со срцето, и звезде, да ги благослови силата Исусова, да слезе во нивните срца и во семејствата и во секој еден од нас, комплетно да доживееме промена, Христородение, да го примиме Духот во сила, да бидеме дел од силата на љубовта, да можеме да се спротиставиме на светот, да излеземе од светот, да влеземе во духовното царство, да биде внатре во нас, во нашите срца, сите да ја видат светлината Исусова, да светиме во светот како светила, да бидеме камен на која Исус ќе ја изгради црквата, тоа значи духовна вера, духовно заедништво и портите на пеколот не може да не надвладеат. Ти благодариме што не собираш и вечерва, што не донесе сите нас на едно место собрани пред Тебе, собрани на едно место во Твојата љубов. Ние си простуваме едни на други, никого не осудуваме, се покајуваме за секој грев.
за гревовите на нашите предци. Ја прифаќаме Твојата волја, Татко, го прифаќаме името Исусово, да ни биде име над секое име, да не собере во љубовта и го повикуваме името Исусово. Господи Исусе Христе, дојди и вечерва и за секогаш во нашите срца, направи сокровиште, согласни сме за исцелување на секој еден од нас, што сме во оваа просторија, и во групата, Вибер групата, и во сотрудниците кои слушаат со срцето, и бараме од Таткото Небесен пламенен оган, сила небесна, да слезе, да доживееме водна бања во Словото. И сите заедно велиме, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Се што е од Исус нека остане, се што не е од Исус да си замине, да не се враќа повеќе. Ние му припаѓаме на Исуса Христа. Тој што е во нас е поголем од тој што е надвор од нас. Ти благодариме што ме донесе, Господи Исусе Христе, од еден свет во Твоето царство, во Твоето заедништво, да зборуваш и денеска низ нас. Се загатнаа некои прашања за духовната сила, за луѓе што зборуваат во духот, за луѓе што зборуваат од духот на овој свет и мислат дека се во Исус, и Ти ги отвори, ги слезе овие слова, Ти покажуваш, Ти си учителот. Ќе исчитаме неколку елементи од Стариот Завет, Псалми 138, 7 стих. Каде да отидам од Твојот дух? Одредува дека не можеш каде да одиш и од лицето Твое каде да побегнам. Значи не можеш никаде да отидеш од Неговиот дух, бидејќи тој живот што го имаш, малото пламенче, вдахнатиот дух е во тебе и тоа те држи жив, без разлика дали си човек, материја, минерал или животно, се има дух, ќе видиме понатаму. Значи тоа е првата кота, не можеш да избегаш од духот, без разлика што си телесен, еден ден ќе треба телото да го вратиш во земја, го знаеме тоа, а духот ќе се врати кај оној што го дал. Значи тоа е првата кота што се отвори. Втората кота е книга Проповедник 12 од 7 стих. Ќе се врати правот во земјата како што си бил. Значи ние сме прав, кал земна. Тоа ќе се врати телото кога ќе се представиме пред него. Русите имаат многу добар збор да се представил раб тој кој починал се представил. И ние во Македонија викаме представа, ти играш представа пред луѓе да ти ракоплеска, а ти ќе се представиш пред Семокниот Бог, ќе се врати правот во земјата како што си бил прав, а духот ќе се врати кај Бога кој го дал. Значи духот се враќа кај нашиот татко. Значи претходно видовме не можеш да побегнеш, да разбереме што е тоа дух, значи да можеме да разбереме што значи духот да биде во тебе. Имаме друга Мудрост Соломонова 1 глава, објаснува неколку елементи. Тој вели во Светиот дух, овде го нарекува дух на мудроста, значи во Стариот Завет се уште не е дух утешител, дух исцелител, бидејќи Исус не е прославен. Дух на мудроста вика, тој се оддалечува од лукавството, сака да каже од човечки односи, од телесни луѓе, се отстранува, значи не може да биде во неразумни умувања, со телесен изопачен ум што зборуваат, и се засрамува од неправдата. Ние го имаме тој момент во Новиот Завет кога вели немојте да го скрбите Светиот Дух со вашето однесување, нели тој ќе си замине, и потоа вели дека тој што богохулствува ќе биде казнет, сака да каже зборува како да е во дух, а нема дух. Зборува како да е во Исус, а зборува од свое име. Бог е сведок на неговите внатрешни чувства, вистински гледач на неговото срце и на неговиот јазик. И ние мора да бидеме свесни дека духот е се присутен и знае што има во нас. Во Новиот Завет вели само духот знае што има во некој човек, нели? Духот на Господа, еве го овој стих е важен, ја исполнува целата вселена. Значи тоа е создадено од дух, од издивна дух, ќе видиме после ќе зборуваме за тоа, бидејќи духот
обзема се и го знае секој збор. Значи, се е тоа дух, иако гледаме дека е стврдната материја, значи ако го ставиме под микроскоп, ќе видиме и ово дрво дека внатре се движат протони, неутрони, фотони, она што човекот можел да разбере, што е тоа што се движи, е интересно, значи духот на Господа ја исполнува целата вселена, без тој дух нема живот. Значи ќе видиме понатаму, и сега и ова сме го читале порано, но ќе се вратиме уште неколку. Бог не ја создал смртта. Смртта е практично кога ти ќе се одделиш од семокниот татко, од духовниот свет и ќе се вратиш, ќе мислиш дека можеш самиот, значи ќе се исклучи струјата и по износно време батеријата ќе се потроши и ќе се врати оклопот на батеријата во земја, а духот ќе се врати кај тој што го дал. Он создал се да живее, значи не може да умре духот негов, тоа е вечноста, единствената вечност. Се што е спротивно од тоа што вели дека е вечно е минливо. Он создал све и се што е во светот, ова сме го читале, е спасоносно, значи се е подложно на спасение. Тоа се гледа во оние стихови, дека Исус е првиот и последниот. Ако е тој последниот, после него нема ништо. Значи тој е почеток и крај. Ако е тој крај, се ќе заврши во него и така натаму. И се одиме, повториме што имаме друго што ни отвори, за да дојдеме до поуката. Мудрост Соломонова 7.1 го објаснува принципот зошто сме на земјата, вели: и јас сум смртен човек како и сите други. Зборува, значи, Соломон, тој е второто дете на Давид, кој направи греф, нели, со Уриевата жена, им почина првото дете, го уби Урија, второто дете е Соломон. И јас сум смртен човек како и сите други, потомок сум на првото создание, сака да каже на Адам, направено од земја. Мораме да го имаме тоа чувство, за нас е несватливо како може од земја да се направи. Ние нели правиме од глината нешто, правиме, но тоа е мртво. Не можеш да му вдахнеш дух, ти немаш власт над духот, нели? И јас бев обликуван во тело и така натаму. И вика, кога се родив, вдиши воздух, значи вдишил дух, воздух, и ние го имаме во македонскиот збор дух, и паднав на оваа земја. Етеа категоријата, значи ние сме создадени од тело, паднати на земјата и сме вдишиле, вдахнат дух. Понатаму тој го кажува тоа и во Битие, ќе дојдеме и тоа ќе го исчитаме, први карактеристиките на духот, па ќе се вратиме на тоа, на тие стихови, како е создаден човекот. И сега, како се добива мудроста, 7, односно духот, се молев да ми биде подарен разум, односно дух, викав, се молев и врз мене слезе духот. Значи мораме да имаме жет за тоа, се разбира, и да ги исполниме условите. И видите сега што кажува он сега, карактеристики на духот, ќе ги исчитаме зашто се важни, да разбереме што е тоа дух, а потоа ќе биде лесно. Значи духот познава се што е сокриено, јавно, тајно, тој учи се, тој знае се. Духот е, видите се што збели, духот е разумен. Значи кога имаш ти дух, ги разбираш причините и последиците на состојбата. Духот е свет. Дава карактеристики, ова е единствено место, значи Мудрост Соломонова 7 од 27 до 30 таму долу. Духот е свет, те осветува. Духот е еднороден, не е паднат на земјата. Тој е издакнат, тој е многу стран. Од сите страни знае се. Тој е недофатлив, оде велитенот, тој е подвижен. Човек што е во дух се движи, не стои на едно место, се мисли не само на физичко и на духовно. Тој е светол духот, те осветува. Духот е чисти, тој е она водна бања во словото. Духот е јасен, јасни ти се работите. Се разбира, не превземаш од своја волја, тој е неопасен, нема да ти направи ништо лошо. Тој е благороден, брз, незадржлив е духот. Кога ќе слезе во сила, тоа се гледа, ќе го доживееме, тој е добродетелен. Тоа се карактеристики на Светиот Дух. Тој е човеколюбив, значи ако имаш дух, ќе ги љубиш сите. Ќе ги љубиш сите, тој е тврд, некогаш не отстапува, на сатаната не му дава. Непоколеблив е, спокоен, не се колебаш во Исус, имаш мир во Исус, безгрешен си, бидејќи знаеш дека таткото твој
создал се е љубов, нема да те остави, ти го дал духот да те води. Значи тој гледа се, проникнува во се познава. Тоа е движење кое не можеш да го сопреш. Тоа е прочистување. Значи понатаму одиме, еве го овој момент, тоа е здив од Божјата сила. Ќе дојдеме после на тоа. Значи духот е здив, тоа е вдахнат. Значи он ти вдахнал дух, здив од Божјата сила, чист одлив на славата на нашиот татко Седржител. Вика татко Седржител, а тие од Богородица Седржителка. Ништо нема осквернато да влезе во него, тој не влегува во нечисто нешто, нели рековме? Тој е одраз на чиста светлина, тој е огледало на Божјото дејство, слика на Божјата добрина и љубов, едене може се, значи се обновува самиот, кога ќе дојде духот ќе те возобнови, нема да старееш и да бидеш болен, само треба да ги исполниш условите, нели? Значи, и тој се преминува од род во род. Значи, и предходно духот бил, тие не знаеле, го викале мудрост во Стариот Завет, а сега конкретно го имаме како пример Исус и Отецот да живеат, за да разбереш дека тие се духовно царство. И сега, Бог не го љуби оној што нема дух, сака да каже, не го љуби, ти си надвор од него и ти дава време да го повикаш, ти да го возлюбиш првин, да го познаеш, нели, да го љубиш за да дојде духот во тебе. И ова е интересен стих кој е фасцинантен. Злото сака да каже, нема сила над мудроста, ние зборуваме над дух. Злото нема сила над духот, кога ти ќе бидеш во еден дух со Исус, со Отецот, и отровно да испиеш, и било што да ти се случува, нема ништо да ти биде. Тоа е тоа ситуација кога Аврам, воден од духот, го однесе Исак да го жртвува и тој велеше Бог ќе го воскресне, тогаш тој велеше татко, нели ќе го воскресне, дека тој го дава и зема живот. Значи нема сила над духот, злото и така натаму. Во 8 глава 1 кажува дека се уредува за полза, го има тоа исто во Коринтијаните, духот се дава за полза и така натаму. Значи ништо нема побогато тоа што ние треба да се стремиме од духот, бидејќи тој создава се. Значи тој е животот сам и ова е поуката што слезе и ги објаснува овие принципи да разбереме што е тоа дух. Ние не го примивме духот на овој свет. Ние го примивме духот, значи на Отецот, кој е љубов. Така сме живи. Со духот на овој свет не сме живи. Привремено сме како наполнети со одредена батерија која ќе се потроши. Значи, што е тоа дух на овој свет? Што е тоа дух? Читавме сега, нели? Тоа е нашата изворна природа. Нашата првична природа, пред да паднеме на земјата, нели паднав, дишив дух, направен сум од кал земја Соломон, и јас сум земен човек, потомок на Адам, значи. Но прво родени на небесата, тие се духовни суштества. Отецот е наречен Отец на духовите, татко на духовите, и никој нема власт над духот. Тоа е пишано на повеќе места, во повеќе наврати, значи нема власт, тој оди каде што сака. Тоа го имаме во Новиот Завет, ветрот дува каде што сака, еве сега имаме невреме во Грција, во Хрватска, нели? Се молевме да нема овде. Го сеќаваш, не го гледаш ветрот, ги гледаш последиците кога ќе те дувне, сеќаваш сила. Значи самиот дух е вдахнат во нашето лице, на тело создадено од земја, земна кал, и не прави жива душа. Жива душа сме сите ние, тогаш ти имаш време на милост, имаш разум, имаш слободна волја. Значи што е тоа? Човекот е битие создадено, ќе создадеме човек според Божјиот образ, како што вели тој го создаде, налик на него, на границата на телесниот и духовниот свет. Ти си на таа граница, значи тоа е граница каде што се води војната додека не дојде оној последниот Исус, меѓу сатаната, паднат, изгубен веќе, но војна за души, и
Исус Христос, ние сме како на фронтот во Украина и тука се движиме. Тука се движиме, затоа ни е потребен Исус. Значи имаме слободна волја да избереме или Царство Божјо Исус, или има еден интересен стих што го најдов, своеволно благочестие. Значи тој вели дека е во Исус, а си тера по својата волја, мисли дека Духот зборува од него, тој зборува од себе си, кој говори своји зборови, тој бара својата слава. Значи туги зборува за Духот да слезе и да зборува низ него. И она што се загадна од четвртокот на читање, Духот е бодар, една од карактеристиките, исчитавме што е се тој дух, телото е слабо. Духот е силен, Марко 14:38, Духот е тој што ја дава силата. Значи, Духот се обновува, како што рече, сам себе, затоа што е дел од целината, едно тело, еден дух на Таткото Небесно. Значи, тој е вечниот извор на љубовта, жива вода која не сопира, таа обновува. Затоа вели, Духот е тој што оживува, во Јован телото ништо не помага. Значи, Духот е бодар. И сега прашање, дали имаме ние свој дух? Да, имаме вдахнат дух, кој е самиот живот, тој се враќа и имаме право или да го расплантиме тој дух, или да се угасне по известно време. Ќе дојдеме до тоа. Телесниот човек без Духот Свети Исусов нема сила, ти немаш сила да го скротиш телото, тоа што бара, и тогаш си воден од Духот на овој паднат свет. И не разбираат луѓето што е тоа Дух Свети. И сега ги кажува ние во 1 Јованово, кои се проблемите на телесниот човек? Похотта на телото. Значи, телото има нагони, желби секакви. Да ужива, да јаде, да пие, да води љубов и се другото. Желбата на очите, се што ќе видиш, сакаш да имаш, да ти е убаво, и гордоста на животот, тоа не е од Отецот, сака да каже, од неговиот дух, туку од овој свет. 1 Јован 2:16, тоа се сите оние телесни моменти. Јас сега дојдов, оставив работа, им реков на луѓето дека имам некој проблем во семејството, на вистина, дека имам некоја ситуација, и сега ние на вистина испаѓа дека јас сега ги лажам. Пазете, јас излегувам од светот да дојдам овде, но ако им кажам дека одам во заедница, напуштам работа, ќе ме речат ти нормален ли си? И јас го избирам помалото, зато викам прости ми Исусе, имам ситуација дека отидов ги благослови, значи дојдов овде во светот, од тој дух. Таму сосема друг дух. Ја ги молам, го молам Исус да им даде сила да го разберат тоа, причината и последицата на своеволно благочестие. Гордоста на животот, задоволен од себе, што сака си зема, си живее се додека не чукне на вратата, слабоста на телото, се потроши батеријата. Има два духа во светот, на земјата кои те водат. По нив се однесуваш. Духот на овој свет е, јас сакам, прво, кај ојде. Ти благодарам, Господ Исусе Христе. Духот на овој свет, јас сакам, јас можам, јас верувам, јас работам за себе, јас според мене е вака, според учења поставки на луѓе, воден си од своја волја, не од неговата. Па како? Па прашуваш ли пред се да одлучиш нешто од него, или ти решаваш? Решаваш да одиш на одмор, ти прва да прашуваш, кој има тоа во Јаков дадено како почетна позиција, ако сака Господ, ќе појдеме таму и ќе спечалиме. Значи, ние не знаеме што ќе биде, воден си од своја воля, ти владееш, ти решаваш што ќе правиш со духот на овој паднат свет. Тој е духот на овој свет. Другиот дух, Исусов дух, свети, тој е утешител, учител, мудрост, како што го нарекува Соломон, љубов. Дали му дозволи да живее на Исус вистински во тебе, да те учи, обликува, кастри во водна бања во Словото. Мораш да го научиш тој принцип, да почнеш да зборуваш. И идеме понатаму, да видиме како е дефинирано што е човекот како битие. Во прво Солуњаните, сам Бог на мирот, значи тој е Бог на мирот, Татко, да ве освети, значи мора да не освети тој, наполно да не освети во се. И потоа вели целото ваше битие да го освети. Мораш да му дозволиш да те освети. Кое е нашето битие? Духот, душата и телото
да се запад, значи дух вдахнат, душа во лицето е вдахнато духот, тоа е мало духче со лицето прави жива душа и тело во кое си ти како кафес, значи да ве зачува без порок за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. 1 Солуњаните 5:23. Значи имаме неколку елементи. Осветен, исчистен во Дух Свети и Исус да дојде. Ќе дојде Исус до доаѓањето, каде треба да дојде? Па во моето срце, почетната позиција, и второто Христово пришествие, кога ќе дојдеш ти пред Него, кога ќе се представиш раб Божи. Тихомир ова се представил пред Бога, така викаат нели русите, многу добар збор, а денеска имаме например приемен испит, тие се представуваат пред комисија, учат текстови и не разбираат каде завршуваат тие текстови, причината и последицата на изговорениот збор. Че зборува за Исусово доаѓање во нас, за второто Христово пришествие. Потоа вели, благодарете за се. Тоа е тој момент кога ти ќе се сосредоточиш на Исус, не ја набараш ништо друго. Таква е волјата Божја во Христос Исус према вас, со се што доаѓа, да имаш благодарност. Тој ти дава сила, ако е Духот во тебе и побараш помош, дај ми помош, повторувај. Денеска бев кај Даре, имаше еден човек што го боли грбот, успеа да му кажам, може би беше непристојно, на крајот, дека кога ме боли, одам на масажа грбот, одам, ако сум во планина, немам масер, викам Исусе по цел ден помогне ми 100 пати на ден и тоа дејствува, може би ќе разбере, може би нема, успеав на излегување од кај Даре да му кажам, значи тоа е тој момент каде што ние прифаќаме нешто. Друг превод вели, бидете секогаш радосни. Значи првата манифестација на присуство на Духот заедништво е радост во Светиот Дух. Не е во јадење и пиење, туку во мир. Имаш мир, што се случува, правдата не е твоја, оставаш тој да суди, и радост во Светиот Дух. И се вели, бидете секогаш радосни, и еве го овој момент што го зборувавме, постојано молете се, што вели бидете будни. Бидете будни значи постојано да се молиш за се што доаѓа, тоа значи будни во духот, тоа значи постојано поврзан со Исус. Значи поврзан, тече сега приемниот испит, знам дека нема да стигнам како да им кажам на луѓето, незгодно ми е да ги лажам, а ако им кажам, што ќе речат се напушташ работа, видите сега целата суштина и постојано се молам, Исусе, дај ми сила, Исусе, како да заврши, правеа 100 паузи, ако не пушеа цигари, ќе завршевме на време. Сите пушат цигари, на секој саат време палат и наместо да трае испитот 2 сата, трае 4. А требаше да биде утре, например, и така натаму, и се вели, како што вели, што и да ви се случува, прифаќајте, постојано се молев додека траеше испитот и веќе ги, иако, например, ја работам и таа земна работа, бараат од мене за некој човек, кој ќе им кажам, и како го погоди ова. Па не, Духот го знае тоа. Сум им рекол, ама не разбираат. Значи, прифаќајте се што ви се случува со благодарност, зашто така вие што му припаѓате на Исус Христос, што му припаѓаме, ова припадност често ја зборуваме, ја извршуваме Божјата татковата волја, 5:18 Солуњаните. Од 19 стих вери, немојте да го задушувате действувањето на Светиот Дух. Значи, дозвола, препуштање, будна молитва е почеток. Се молиш постојано и тогаш Духот полека почнува да присуствува во твоите одлуки, да присуствува во твојот разум, да присуствува во твојот говор, да присуствува во душата и во срцето. Присуството е тоа. Значи, континуирана молитва, бидете будни, и еве го овој стих, не гаснете го Духот. Значи, Духот е мало пламенче што ти е вдахнато, Духот на Таткото зборувам, и тоа те осветлува, додека тоа трепка, стрепка, ти си жив, кога ќе го земе Духот, што ти го дал на отчитување што си направил, како си направил, тогаш телото се положило во земја, не гаснете го Духот, и одиме понатаму, се враќаме на почетната ситуација, го создаде Господ Бог човекот од кал земна и му дувна во душата дух животен, и човекот стана жива душа. Значи Духот, тоа е здив на Божјата сила, како што рече, и капка од светлината источена, односно жива вода што е дојдена во твоето срце. И
тогаш ти стануваш жива душа, 1 Мојсеева 2:7, душа е здив на љубовта Божја која е во тебе и нема никогаш да угасне. Тоа е дел од таткото, за да ти да имаш можност да избереш здив кој гори. Ако си во духот на овој свет, тој здив, тоа пламенче гори кратко време. Ке угаснеш, затоа што пише и сатаната и пророкот лажниот и смртта ќе се фрлат во огнено езеро, ќе има нов систем. Значи кратко време со духот на овој свет гориш, тоа се како оние девојки 5 што имаат масло, значи имаат дух, они ќе горат, а овие другите 5 немаат масло, немаат дух, се изгаси и не можат да влезат таму. Значи да гори вечно е само ако светиот дух дојде во тебе. И тогаш се сопираат процесите во телото. Значи Христов војник, ја го повторувам, тоа не старее. Значи тоа е целата суштина, не гаснете го духот. Ете он што сака да каже. Ти не му дозволуваш, ти со духот на овој свет, пламенче љубов, самиот живот, чист одлив на Божјата вистина и љубов, вдахна дух за да оживееме тело, душа и дух. И никој нема власт над духот. Не можеш ти ништо да направиш. Значи духот дава живот освен таткото. Затоа е важен тој однос. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Да го изгладиш односот татко на небесата и деца на земјата. Затоа вели, ако не бидете како овие мали деца, нема да влезете. Мало дете учи и го слуша таткото. Пораснеш, го кажа многу, што да се враќаме да го разбереме. Пораснеш, ти си имаш своји идеи, своји мисли, не идеш веќе да учи, не си дете, не можеш да одиш. Ти веќе си во духот на овој свет и си тераш разни глупости. Значи, духот се враќа кај оној кој го дал, тоа го читавме, кога ќе поминеш низ огнот на љубовта, низ огнено езеро, тоа е битно жива вода, нели, самиот да се спаси, има еден стих, ти можеш да бидеш оштетен, но духот негов да се спаси, чекајќи суд, судија, осудување, судир или соодност да се сосредоточиш, да се вратиш кај него. Кој дух ме води? Битен е тој момент. Многу христијани, поголем број, 90 и нешто, кој неколку проценти, се во духот на овој свет, кога ќе се разбудиш, малку го гледаш тоа, според постапките како се однесуваат во светот. Јас сега како апостол Павле Сабајле работам како кожар, избегав од работата, дојдов тука. Мене ми е ова на прво место, но гледам да не испадне сега, пазите, ќе рече тој работи за Исус, а гледај бега од работа. Јас ја завршив работата, отидов пола сат порано, им кажав кои се кандидати, дали имате проблем со некој, што да ви помогнам, на неколку што ме праша, како ги погоди, и ми да праша, ви требам ли јас, ако не јавете ми се утре ќе дојдам, па ќе потпишам и така натаму. Возлюбени, не верувајте му на секој дух. Ние читаме, слушаме, велиме амин на било кого, е тука важно. Туку проверувајте ги духовите. Ова е важен момент кој ретко кој го разбира. Дали се од Бога, од таткото, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. 1 Јован 4:1. Како да го проверувам духот? Многу водачи на заедници гледам, не разликуваат духови. Чудно е тоа, како дошол моментот и порано пред да дочекорам во ова заедништво пољубовно со Исус, ми покажуваше некои духови кога гледав дека тие не ги разликува. Како да ги разликувам духовите? Па во заедница на почетокот, во заедница една со тие твоите кои си со други, едни со други, и тука има некој старешина, ако е во духот, со него ќе ги разглобувате работите. Имаме, значи, 3 назнаки. Не можеш самиот да ги разликуваш духовите, разговараме, некои работи полека почнуваш и едни со други се укрепуваме, дали е духот на овој свет или не е. Се што е љубов е од Исус. 3 имаме патокази, назнаки, кога ќе дојде духот кој ги кажувам, и уште една не сум, тоа е радоста, вечна радост, ти се радуваш со се што доаѓа. Првата е кога духот ќе дојде, ја повторуваме, мене ќе ме прослави, вели Исус. Не само да викаш Исус и да пееш, да го прославиш во животот, во однесувањето, да сведочиш, да имаш дела,
да ти е на прво место. Втората категорија е ќе викаш татко, ако ќе речам татко, јас застанува се. Пазете, и последната е само Господе Исусе Христе ќе велиш. И нема да славиш разни други и се што, само Него ќе го прославиш, зашто славата е Негова. Видите, се тие работи и понатаму во будна молитва. Бидете будни, без прекин. Ти ќе ја примиш радоста, полна радост и сила од десната страна. И сега кажува како се разпознава. По ова разпознавајте го Исусовиот Божји дух и духот на лагата. Еве ја дефиницијата. Секој што признава дека Исус Христос дошол во тело од Бога е. Иначе, признавам, да. Не. Што значи да признаеш е важен момент. Што признаваш ти? Признавам пораз, истакнам бело знаме. Украина се предаде, го завладеа русите. Јас се предадов тихо. Исус владее во мене. Му ја признавам власта, му ја давам душата и срцето, му ја признавам припадноста. Тоа е конкретно нешто. Ова не го разбира, тоа не си го преведува. Колко признаваш, признавам. Не е така да признаваш. Пазете сега. Значи, дека дошол во мене, дека сум храм на Светиот Дух, а секој дух што не признава, не му дозволуваш, си тераш по своje, дека во тело, во кое тело? Во моето тело, дошол Исус Христос не е од Бога. Тоа е духот на антихристот. Тоа е во тебе, ти си тераш по своje, не сакаш да се промениш, за кого сте слушнале дека доаѓа и веќе е дојден. Каде? Во сите луѓе. Значи, едно мало пламенче имаш ти, сето друго што е по твојата волја е духот на овој свет. Различни форми, параформи, лажни форми на љубов, лицемерие и сето друго. Сега е веќе во светот 1 Јован 4:2-3. Значи, имаме признава и доаѓа. Важни моменти. Кого признавам ја за собственик? Кој ми живее во срцето? Кој ми влегува во срцето? Чија волја намера извршува? Во друг стих, уште интересно, препев го објаснува понатаму, наместо признава, вели проповеда. Секој што проповеда. Значи, проповеда значи не само зборуваш празно, а да речеме исповедува. Значи, сведочиш ти. Проповеда значи со комплетна вера си во тоа слово и оддава признание, му признаваш на Исус. Не само во умот, комплетно си ти во него. Му се предаваш на водство, пак доаѓаме до тој бидете будни, во будна, непрекината молитва, бараш од него совет, помош, решение, дозвола, признание, духот му даваш да дозвола, духот да зборува наместо тебе, да се всели во тебе, непрекината молитва, да действува во нас, јас да бидам вистински храм Исусов. Значи, тоа е таа непрекината молитва. Исусе, помогни ми да стигнам на проповед, на средбата, помогни ми, те молам и да ја завршам работата, да не ги соблазнам. Додека траеше испитот од 5 часот до 8 се молев само тоа и во меѓувреме извршував други дејства што се таму. Значи, ти сакаш, не го слушаш Исус, си се слушаш себе си. Пазете сега, и тука доаѓаш, имаме два духа, дух на вистина, дефиниран во Јован 4:6, прво Јованово, дух на заблуда е тоа. Ти си само заблуден дека си христијанин, не си, безсилен си, знаеш, гледаш дека нешто не е во ред, ти умираат луѓе, не ја знаеш причината и последицата, нема дарови, нема проповеди кои одат подалеку, нема песни, нема состојби на јавно зборување. Кога ќе појдеш таму по извесен период, ќе видиш дека се работи за мртва црква, за духот на овој свет, без сила. Не го слушаш Исус, се слушаш себе си и духот на заблудата. Ние зборуваме за припаѓање на Исус. 1 Јован 4:6. 13 стих ни вели: Негови сме, ни дава Свети Дух и сила. Мораш да го бараш тоа, значи жеднееш да примиш дух, ама мораш да ги исполниш условите, да му се поклониш
Јавно да го читаш Словото, да зборуваш, да бараш некој да ти покаже како се прави тоа, да те праша што ме спречува да те крстам. Те спречува твојот ум, бидејќи не си предал се уште си живееш по старо, си имаш своји замисли, не се откажуваш од тоа, да ги има интересно дефиниран Джойс Мајер, тврдини во умот. Доктрини, знам јас вака ќе биде, така ќе биде. Значи 13 стих ни вели, ни го дава духот во сила, духот што е во мене, во секој еден од нас. Христовиот дух е посилен, како што рече овде. Никој нема власт на духот на овој свет, кој е вечната љубов. И затоа многу христијани само со умот го читаат ова. Не разбира што значи да се промени, да му дозволиш, да му оддадеш признание, значи да се предадеш ти, да признаеш дека си поразен, дека си негова собственост и да се имаш будна молитва. Помогни ми, Исусе, како да стигнам на време, како да дојдам, што да правам, ми даваш сила, ме исцелуваш. Исусе вака, Исусе, 24 часа. Без таа будна молитва ти ќе заспиеш и светот ќе те свлечка со нешто. Тој ќе ти понуди нешто и ти си врзан за тоа, таму си насочен. Нема да го оставиш тоа и да дојдеш тука, да ги оставиш работа, да ги благословиш. Нема да ти биде на прво место Исус. Тоа е таа љубов која треба да те води напред. Тоа е тој дух. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Ти благодариме што не собра и што ни го објаснуваш овој принцип на духот. Ние те молиме да слезеш и да ни објасниш како ти да не водиш, ти да не учиш, ти да зборуваш низ нас, да бидеме од десната страна, да газиме на змии и на скорпии, лав и змеи да убиваме и ништо нема да ни напакости, и отровно да испиеме, ништо нема да ни биде. Како што рече, злото нема сила над духот. Затоа можете да поднесете одредени работи. Ќе направиш да му покажеш на тој другиот дека не можеш ти Христов слуга да повредиш без дозвола од семокниот Бог, освен ако не е за негова слава. Го има тоа објаснето во Откровение, двата сведока што се убиени, по неколку дена станаа и воскресна. По неколку часа, како беше, не е важно. Некои велат тоа се Израел и Македонија. Тоа се двајца кои не се откажаа, останаа до крај. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, Исусе. Сега ќе испееме уште една песна, а потоа ќе влеземе во молитва во духот, како ќе не води духот за слава Исусова. Амин. Ајде, Коля. Ајде, број. А ти последника. Читате. Јеп. Имаме уште една песна, не стигнавме. Ама сега, ако успееме, овој викенд. Овој викенд со Господи Исус Христос нами. Зато ми е жестко. Пагна пуштило. Стани, оди, земја постелата и оди си. Верата твоја те спасува. Верувам во Исус, твој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви до мене. Јас сум твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели, го цели се, ме
što nikoga ne sopira. Me izeli od celih sve, me возлюbi. Tvoj ljubov me napoji, roden su. Tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira. Što sam každa naprava za tebe, da gledam, hodam, slušam, ljubav Isuse. Sve je možno za onoj koji veruva. Neka ti bide spored vera ta. Me iseli od celih sve, me возлюbi. Tvoj ljubov me napoji, roden su. Tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne sopira. Me izeli od celih sve, me возлюbi. Tvoj ljubov me napoji, roden su. Tvoj ljubov tvoja,